Упростување алгебарски изрази. Упростувањето на алгебарските изрази на видум изгледа тешко, но всушност тоа е многу едноставно. Она што треба да го знаеме е како да се ослободиме од заградите, доколку ги има се разбира, да воочиме слични членови кои се и да ги собереме тие слични членови, а после извршените операции секако дека алгебарскиот израз сам по себе ќе се упрости. Па да разгледаме еден ваков пример. Еве примерот подание 7x плюс 5 минус 2x плюс 7 и овој израз ние треба да го упростиме. Најпрви треба да ги воочиме сличните членови. Се разбира дека 7x и минус 2x се слични членови, нив ги пресметуваме и тие ни даваат 5x, а потоа ги собираме 5 и 7, 5 и 7 ни даваат 12. На овој начин ние нашиот израз сме го упростиле. Да го разгледаме сега примерот под Б. Примерот под Б ни кажува дека треба да ги собереме 4x и минус 2x и тоа ни дава 2x, а потоа треба да собереме 5y и 4y, а тоа ни дава 9y. На овој начин и вториот израз сме го упростиле. Примерите што сега ќе ги видите се всушност примери кои што се подготвени за вие да проверите дали сте успешно овој првиот дел од содржината сте го разбрале. Одиме на следниот дел. Во следниот дел имаме израз во кој што имаме дадено број да се множи со членови во заграда. И сега како постапуваме? Со бројот што е пред заградата ги множиме двата члена во заградата. 2 по m се 2m и имаме 2 по 5 множиме и така добиваме 2m плюс 10. Значи секој член во заградата се множи со бројот кој што е надвор од заградата. Да го разгледаме и следниот пример. Во овој пример имаме 4 по n плюс 4 по минус 3 и плюс 3n го допишуваме. 3n не се множи со четворката, затоа што четворката се однесува само на членовите што се во заградата. Но забележуваме овде дека се појавуваат слични членови, затоа тие слични членови ги собираме, 4n и 3n е 7n и минус 12 ќе си го допишеме, затоа што нема сличен член со минус 12. И да видиме уште еден пример. Еве, треба да го упростиме овој израз, значи ова ќе биде ваша обврска, вие да го завршите. Имате два примери, се надевам дека успешно ќе ги решите. Да погледнеме сега што ќе се случи доколку во изразот има повеќе загради. Тогаш секоја заграда си има број што си е нели до неа, па секој член во таа заграда се множи со соодветниот број и на тој начин добиваме 2x плюс 2 по минус 3 плюс 3 по 2x и плюс 3 по минус 4. Значи 2x минус 6 плюс 6x минус 12. Овде повторно ни се појавуваат слични членови, кои што ние ќе ги собереме, па ќе добиеме 8x, а минус 6 и минус 12 ни даваат минус 18. Сега овој пример овде што е за вас, да видиме дали успешно сте ја совладале содржината, односно дали успешно сте го разбрале претходниот пример. Имате да множите со броеви во две загради, но предедната заграда бидејќи е минус едноставно или само ќе се ослободите од заградата и ќе ги смените знаците, или пак тоа ќе го третираме како минус 1, па ќе множиме се што е во заградата со минус 1. И последниот пример се однесува да пополниме еден така наречен алгебарски ѕид. Како се извршуваат операциите веќе знаете, двете тули што се во долниот ред треба да ја дадат тулата над него, односно две правоаголничиња го даваат правоаголничето над нив. Еве да речеме вака би поставиле. Колку плюс 2y треба да ни даде 3y. Значи, што да собереме со 2y, за да ни излезе 3y?
И се разбира дека тука собираме y и 2y е 3y. И на тој начин треба да продолжите и да го завршите целиот алгебарски ѕид.